أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن يتوارى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарност му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Джел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Човекот, браќа, по своја природа имат потреба и е склон да го зацврсти својот говор, ветување, завети и обврски со колнење во возвишениот Аллах Азза ва Джел. Па заклетвата, колнењето во возвишениот Аллах Азза ва Джел е ибадет, кој ибадет не сме да се упатува или насочува кон некого други, освен кон возвишениот Аллах Азза ва Джел. Но мудриот шеријат предупредува од навиката за често колнење. Тоа е така, бидејќи колнењето може да почне да се користи во работи што не се дозволени, па јазиците ќе се навикнат на него. Особено, оваа работа се забележува кај трговците и кај продавачите, кои не продаваат и не купуваат ништо без да се заколнат. Поради тоа, дојдено е силно предупредување за оној кој се насочува на ваква постапка. Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем вели: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Три категории на луѓе Аллах нема да им зборува на судниот ден, ниту ќе ги погледне, нема да ги очисти и за нив има болна казна. Првата категорија од тие е старец што врши блуд. Стигнате до години кои немат голема потреба за теа, но и покрај теа чинит и прајт зиналук и блуд. Ова категорија на луѓе Аллах нема да ја погледни на судниот ден, нити да му прогорит, нити да ја очистит и ними му представиат болна казна. Втората категорија, велит алейхи салату вассалам, сиромав што е охол и надуен. Ем немат, ем се охолит, ем е горделив. И третата категорија е човек што го земал возвишениот Аллах за предмет за трговија. Не купува освен со заклетва и не продава освен со заклетва. Постојат, браќа, многу продавачи кои го прават колнењето средство за стекнување на имоти за работка, особено во време кога лагата е распространета на многу пазари меѓу муслиманите, а довербата меѓу луѓето е изгубена и исчезната. Затоа првите генерации од овој уммет, добрите генерации, не сакае нивните деца да се навикнува на вакво колнење, за да не станат нивните јазици или да не се навикнат на тоа. Па велит Ибрахим ен-Нахаи рахимахуллах, Селев, нашите добри претходници, нашите родители ни удираа за сведочење и заветување кога бевме деца.
да не сведочат ако не се побарат те онними и да не се колнет ако не се побарат те онними. Но уште полошо и уште поопасно од тоа е колнење во некого друг покрај Аллах Азза ва Джел. И токму ове е целта од ова моја худба. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем строго предупреди од колнење во нешто друго освен во возвишениот Аллах Азза ва Джел, кој нажалост ова пракса кај нас е толку проширена што воопшто не можеме ни да помислиме дека нешто е забрането. Велит алейхи салату ва салам: "Мен халефе би гайри Аллахи фақад кефара ау ашрак." Кој ќе се заколни во некого други покрај Аллах Азза ва Джел, тој направил куфур или направил ширк, кој е ове дело, значи те поголемо од самите големи гревови. Велит алейхи салату ва салам во други хадис: "Ела мен кана халифан фала яхлиф илла биллах." Кој ќе се колнит, нека не се колнит освен во возвишениот Аллах. Па велит во хадисот, курејшиите претходно се колнеле во нивните татковци. Па рекол алейхи салату ва салам: "Ла тахлифу би абаикум." Немојте да се колните во вашите татковци. А во друго предание велит алейхи салату ва салам: "Мен кана халифан фалјахлиф биллахи ау лијасмут." Кој ќе се колнит, имат потреба за колнење, нека не се колнит освен во возвишениот Аллах Азза ва Джел или нека молчит. Затоа што колнење во некого други покрај Аллах Азза ва Джел е токму ширк, како што го нарече Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем. Од длабокото разбирање на асхабите, меѓу кои беше Ибн Месуд ради Аллаху ан, ове е слика за да објасни колку е опасноста колнење во некого други. Велит Ибн Месуд ради Аллаху ан: "Подраго ми е да се заколна во Аллах Азза ва Джел, па макар и лажно, отколку да се заколна во некого други покрај Аллах Азза ва Джел, а да ја зборува вистината." Ове не е доказ да момит, туку ове кажи која е опасноста од колнење во некого други покрај Аллах Азза ва Джел. Зошто да се заколниш во Аллах момиш е голем греф, голема непослушност, но пак остан вид во рамките на греот. Но ако се заколниш во некого други покрај Аллах Азза ва Джел, тога веќе излегвите од овие оквири и ојд во нешто што е многу поопасно. Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем рекол: "Кој се колне во Аллах, нека зборува вистина." Ова е наредба. Кој се колни во Аллах, нека зборува вистина. А на оној во чија корист се колне во Аллах, нека биде задоволен. Што значи, ако некој ти се заколни во Аллах за некоја работа, биди задоволен. Зошто? Заради величењето на Аллаховото име. Велит алейхи салату ва салам: "А кој не се задоволува со ова колнење, со Аллах Азза ва Джел, тој не припаѓа на Аллах, тоест не е од блиските на Аллах субханаху ва таала." И покрај тоа, гледаме кај некои луѓе сосема спротивното од ова што е исправно. Им веруваат повеќе на оние што се колнат во некого други, освен Аллах, освен на оние што се колнат во возвишениот Аллах Азза ва Джел. Дури мој да забележиме дека некои луѓе кои се познати по лажни заклетви, кои се познати по момење, одбиваат да се заколнат во нешто друго, а не му е гајле да се заколнат во возвишениот Аллах Азза ва Джел. Во Аллах одма ти се колнит. А речи му жити деца над, тога малу прекинби. Зарем децава и реме над Аллах Азза ва Джел? Што во основа само во колнење е забрането. Но ќе видиш дека тој имат поштовање према некого други, појче него према возвишениот Аллах Азза ва Джел. Кој и да се заколнит во нешто друго, освен во возвишениот Аллах Азза ва Джел, должен е, браќа, да се покае и да го изговори зборот на таухидот, како што вели Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем: "Кој се заколне и во својата заклетва каже се колнам во Лат и Узза", овие се две боженства. Што значи? Кој ќе сгреши, а сите сме грешници, кој ќе сгреши
i që se zakonit vo nekogo drugi pokraj Allah Azza wa Jal, odma neka reći la ilaha illa Allah. Neka dojtë se zborot na što? Neka dojtë se zborot na tauhid, koji je protivno od ove delo što go napravil. Veli Imam at-Taberi rahimahullah. To je veli zadolžiteljno, zajedno so pokajanijeto za ona što go kažal i so cvrsta odluka deka nema da se vrati na toa za da ne voзвишува nikogo освен Allah Azza wa Jal. Зошто кол нењево во некого други е како да возвишуваш или да реш на некого во ранг со возвишениот Allah Azza wa Jal. Забележено е дека постојат повеќе причини кои довеле до ширење на колнење во некого други покрај Allah Azza wa Jal. Прва и најбитна причина е тоа што големината на Allah Subhanahu wa Ta'ala во срцата на многу муслимани ослабната, па дури и исчезната. Allah Azza wa Jal нема повеќе почит и стравопочит во нивните срца, така тие се колнат во Allah Azza wa Jal во секој момент во текот на денот и ноќта. Без да имат потреба за колнење се колнат во Allah Azza wa Jal. Свето ове укаж вид на теја дека немат стравопочит во неговото срце према возвишениот Allah Azza wa Jal. А едно од неговите имиња е Ел-Азим, возвишен, величенствен, најголем, но срцата на многу муслимани го заборавиле ова име и значење. И втората причина е токму недовербата помеѓу луѓево, која настан вид или која е резултат од премногу ширење на лага, од премногу момење измеѓу нас. Човек на човек не му верува се додека не го натера да се заколни, а и со честото колнење, тогаш веќе стани вообичаено, така да и колнењево почне нема никаква вредност ке нас. Валлај, биллај, ваке, таке, нема никаква корист ке него. И зате еден муабет ке нас, валлај, биллај, таллај, ако речит завршена работа, бегај далеко од него. Зошто? Зашто навикнахме на момење веќе. Навикнаме дека ако се заколнит, тој момит. И ове е измеѓу нас. И свекој дневно. Ове е вречен резултат на слаб иман, од премногу момење и теја што големината на Allah Azza wa Jalla не ја имаме сватено и не е поседуваме во нашите срца. Затоа свекој еден кој го чуват ова работа, си го чуват својот таухид, си го чуват своето верување чисто кон Allah Azza wa Jal. Затоа чувајте се. Немојте да се колните во никого освен во Allah Azza wa Jal. И ако се колните во Allah, не колните се за свекоја потреба, за свекоја работа. Тука ако имат потреба, тога колните се. Заради величенственоста и големината на нашиот Господар, Subhanahu wa Ta'ala. Го моля на Allah Azza wa Jalla да ни дај стравопочит во нашите срца. Го моля на Allah Azza wa Jal да ни дај искреност во нашиот говор. И го моля на Allah Azza wa Jal да ни чуват од свекое дело кое носи до големи греои, а посебно до ширкои, било мали или големи. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا وسلموا على خير البرية والهدى، فقد أمركم الله في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم إنهم يقتلون، اللهم إنهم يعذبون، اللهم إنهم في عذاب شديد في هذه الدنيا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم انصرهم في غزة، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في الشام، اللهم انصرهم في إفريقيا، اللهم انصرهم في السيناء، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم، اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.